ова издание. Над 40.000 мигранти се обиделе да поминат низ македонска територија од почетокот на годинава. Адреналинска терапија и еколошка свесност. Скопје доби антистрес соба. Расномешаните бракови се почести во САД, но се уште постои и дискриминација. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Бројот на мигранти кои се обидуваат да минат низ македонска територија е во пораст, предупредуваат невладини организации. Според нив, државата треба да почне да им издава така наречени намери за азил, со кои тие би можеле легално да транзитираат низ земјата и не би станале жртви на криумчарите. Јавува Мики Трајковски. Пролетта и затоплувањето на времето донесе раздвижување на мигрантите од Африка и далечниот исток низ македонска територија, предупредуваат граѓанските активисти. Тоа сметаат од невладината организација Леги се резултати на лошите услови во камповите во Грција, но велат дека сепак не може да се очекува поголем бран како оној во 2015 година. Но секако голема бројката која што ние не ја гледаме, а која што поминува дали со криумчари или сами преку пругите и автопатиштата, истото на сценарио од пред 2015 година што го имавме. Во моментот, најголемиот дел од нелегалниот транспорт на мигранти се одвива со помош на камионски превоз. На државите партнери од Југоисточна Европа земјава неодамна им предложила заедничко справување со оваа појава. Значи, метнат во законот задолжително носење на камера во предниот и задниот дел на багажниот простор и десктопот да биде кај возачот. Во таква ситуација возачот до секое време приметува што се случува во багажниот простор. Криумчарите најчесто користат можност кога превозниците се наоѓаат на паркинг или пак кога преспиваат да ги вметнат мигрантите во камионот. Во Хрватска казните достигнуваат и до 4800 евра. И покрај тоа што полицијата ќе им дозволи после пронајдење на мигрантите да продолжат, Хрватската царина ги казнува за нарушување на царински простор за кој што воопшто не се виновни. Во Грција пак има други проблеми. Имаме притвори, месеци поминуваат додека сите тие формалности и истраги се завршат, за на крајот да се установи дека возачот не е виновен. Муратовска вели дека честопати поради уништувањето на возилото и стоката, превозниците се соочуваат со огромни штети. Само во 2020 година бројот на компании бил околу 70. Имаме случај со чипсови за прехрана за кондиторски производи и приемникот во Загреб целата роба ја уништи затоа што влезени беа мигранти. Во меѓувреме, Србија гради 178 километри долга ограда на границата со Северна Македонија. Поради тоа постои стравување дека дел од мигрантите во иднина би можеле да останат во земјава. Ќе останува прашањето дали таквите лица би останали во Македонија или можеби криумчарите би ги промениле рутите преку соседните земји пред се Албанија кој има море. Меѓутоа сите оние кои ќе останат во Република Северна Македонија ќе представуваат сериозна безбедносна закана пред се социјална закана. Пивоваро вели дека за да не дојде до ова потребно е почитување на прашањето за реадмисија со Грција, односно нивно враќање во земјава од каде што влегле, нешто кое досега воопшто не профункционирало. Дополнително целата ситуација осложнува и пандемијата со COVID-19. Некои сметаат дека движењето на мигрантите сега и безбедносно прашање од здравствен аспект, бидејќи само оние кои ќе се најдат во транзитните центри поминуваат низ процес на тестирање или карантин, а тоа е многу мал број. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Адреналинска забава и кревање на свеста за потребата од рециклирање. Ова се карактеристиките на новата антистрес соба која од неодамна почна да функционира во Скопје. Основачот е млад предприемач кој се одлучил да започне бизнис и во време на пандемија. Извештај на Тоше Огњанов. Ова што го гледате не се подготовки за реновирање купатило, ниту пак мајстори што се одмаздуваат заради неисплатени надници. Се работи за првата антистрес соба, што од неодамна почна да работи во Скопје. Поентата е преку забавна активност, преку кршење на одредени предмети да се ослободите од моменталната негативна енергија. Основачот е Горан Бошковски, 30 годишник од Скопје. Идејата ја добил откако на интернет увидел дека расте интересот за антистрес соби. Тоа било доволно да конкурира за грант за нов бизнис.
Гледајќи ја тогаш идејата, си реков немаме нешто вакво кај нас во Скопје, во Македонија и ми изличи многу интересно и зошто да не би го направил јас да бидам, не знам, првиот. Концептот е едноставен. Заинтересираните прво закажуваат термин преку интернет. Откако ќе пристигнат, ги чека заштитна опрема која е задолжителна. Таа се состои од панталони, јакна, Заштитен шлем со визир, специјални кондури или чизми со соодветна заштита за стопалата, ракавици. дури откако ќе се подготват, посетителите можат да влезат во собата. Таму веќе се наоѓаат предметите, уредно наредени врз две буриња. Корисниците кршат стаклени керамички производи, санитари и плочки, како и веќе стара и рециклирана IT електронска опрема. Сите овие тегли, чаши, плочки, како што објаснува младиот предприемач, засега претежно доаѓаат од алтернативни канали. Донации од роднини, од пријатели, од предмети што не ги користат по дома и за да не ги фрлат, ми ги даваат на мене, а другите предмети ги набавувам од соработниците со кои што воспоставив контакт уште кога го започнав бизнисот. Гостите во собата наоѓаат најкреативни начини да ги искршат предметите со уродијата што им се на располагање. Сепак, според објаснувањето на Бошковски, главната цел не е лутината, туку забавата. Да, сепак е ова една нова активност и нема потреба да си буквално под стрес за да дојдеш и да бидеш дел од Смеш и Рап. Остатоците од стаклените предмети одат директно на рециклирање. Бошковски вели дека општествената одговорност им е на прво место. И со тек на време да зголемиме свесноста кај нашите клиенти за позитивната работа на рециклирање и на користење на стари работи. Независно од пандемијата, младиот предприемач не се откажува. Верува дека ќе успее да ги поттекне граѓаните на овој вид забава, согласно соодветните анти-ковид мерки. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Се до 60-тите години од минатиот век, стапувањето во брак со лице од различна раса било незаконско во одредени делови од Соединетите држави. Сега ваквите двојки стануваат се почести. Гласот на Америка разговараше со една од нив. We were at the union at the university. Бивме во клуб на универзитетот, каде практично доаѓаа луѓе да се одморат, да проверат имейл и распоред на часови. Таму ја забележав незината кадрава коса. Колку поблиску бев до неа, толку таа подобро изгледаше. Еве на сега 20 години подоцна. I had to get closer to her and Нашите деца го имаат најдоброто од двата света на црн татко и бела мајка. Тие не треба да размислуваат за бирање страна. Единственото нешто што прашале поврзано со раса е зошто мојата кожа е потемна од на мајка им. I have 3 kiddos. Isaac is our oldest. Имам 3 деца. Ајсек е најстар, по него е Јан и најмлада е Изабела. Таа има 7 години. Над 5 години ги учиме дома место да посетуваат настава во училиште. our children, they do have the best of both worlds in heaven. Со оглед на тоа ни што поминуваме сега, како и поделбите во општеството, јас мора да бидам над сето тоа. Нема да успеам ако се грижам што мислат луѓето за мојот изглед. But we're not clueless that it's there. Но знаеме дека ќе дојде време кога ќе треба да разговараме за овие работи и ќе треба да ги научат штом ќе се соочат со нив. Much of what people are seeing and hearing Повеќето од она што луѓето го гледаат и слушаат сега доаѓа од омраза. Овие меѓурасни конфликти се подгреваат кај некои уште од кога се родени. Не можеме да одиме наоколу и да ги менуваме индивидуалните чувства. Based on what we're experiencing now, and Но не треба да негираме дека нешто лошо се случува. I think you look good. Мислам дека изгледаш многу добро. I'm just saying, like I don't know. But the Треба да се фокусираме на тоа како да ги направиме работите подобри. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон.